Позната италијанска трка која трае 4 дена низ Италија и која што ги буди сите можни чувства на нешто спектакуларно, на нешто незаборавно. Станува збор за трка која е символ на Италија и на престижот. Настан на кој може да се видат најголемите ентузијасти и љубители на автомобилите. Луѓе кои се вистински джентлмени. Миле милја е легендарна трка на која што учествуваат околу 400 квалификувани автомобили, кои се надпреваруваат од Бреша до Рим и назад, минувајќи низ некои од најубавите градови на Италија. Оваа трка е создадена во 1927 година од страна на 20 италијански аристократи од Бреша. Создавањето на оваа трка е одговор на губењето на познатата трка во регионот Италијан Гранд При, која се сели во Монца 7 години порано. Кругот од 1000 милји околу северна Италија се одржува секоја година изминатите 30 години, освен за време на Втората светска војна кога имало мала пауза поради тогашната ситуација. Со текот на годините, оваа трка станува најпрестижна во светот за издржливоста на класичните автомобили. Резервирана е за ретро тркачки модели, кои барем еднаш учествувале во оригиналната трка помеѓу 1927 и 1957 година. Миле милја денес е синоним за ексклузивитет, бидејќи, како што кажавме претходно, може да учествуваат само околу 400 избрани тимови. Во 1988 година, престижна модна куќа за накити часовници стана партнер и официјален мерач на времето на оваа трка, со цел уште долго да се одржи оваа традиција и страста на италијаните кон класичните автомобили и тркањето. Ова партнерство е од исклучителна важност за овој настан, бидејќи љубителите на автомобили честопати имаат слабост во однос на фините часовници и обратно. И во двата случаи, екстремната прецизност и спортската елеганција се особено важни. На оваа трка може да се видат класични автомобили од најпознатите светски брендови, како што се Порше, Масерати, Ферари и Алфа Ромео. По завршувањето на Втората светска војна, трката се вратила во својот првобитен формат и се надпреварувале само италијански возачи. Но во 1952 година се појавува тимот на Мерцедес, кој успева да освои второ место на оваа трка. Во 1957 година оваа трка се забранува поради фаталната несреќа која што ги однела животите на неколку членови од тимот на Ферари. Од 1977 година започна миле милја сторика, ревијална парада во која право на учество имаат сите автомобили кои што биле дел од вистинската трка во периодот пред 1957 година. Вистински сон за секој джентлмен. Не би можел да одвојам автомобил до сега кој што сум го возел, бидејќи секој си има своја приказна и со секој сум оствојувал низ тркачките патеки. Сега во моментот, моето оружје за надпревари е токму овој автомобил, кај што настапува минатата сезона. Се надевам дека ќе издржи да биде атрактивен и во добра форма и оваа сезона. Силно верувам дека секој джентлмен треба и заслужува да поседува барем еден безвременски часовник. Часовникот важи за еден од најважните детали на еден джентлмен, преку кој го представува својот стил и елеганција во секојдневието. Поради тоа, изборот на часовник е навистина специфичен процес во кој треба да се внимава на неколку работи. За да ви помогнеме околу тоа, денеска ве водиме во светот на часовниците. Разликата помеѓу овие два часовници не е голема, всушност секој автоматски часовник е и механички часовник.
Само што титулата автоматски часовник тој ја добива заради еден сегмент што се додава при производството на задниот дел од механизмот, кој служи за самостојно навивање на часовникот. А главната поделба на часовниците е механички, односно автоматски, со кварсни, односно часовници кои како извор на енергија користат батерии. Вредноста на часовникот може да зависи од низа на работи. Јас како главна би ја навел историското наследство на самиот бренд. Значи колку приказни има брендот позади себе со производството на часовниците. Потоа какви материјали се користат при производството. Значи постојат часовници со платина, со злато, со диаманти. Друг знак за колку ќе биде часовникот скап е тоа дали користи некој пософистициран механизам. Производството негово, дали механизмите се за масовно производство или пак се некои супер комплексни механизми кои се користат во лимитирани едиции на часовници. Па да, апсолутно, се сложувам заради тоа што самиот факт дека некои часовници можат да имаат колекционерско значење, со самото тоа се и веќе инвестиција, заради тоа што кога се колекционерски парчиња не само што не губат на вредноста, туку дури може и да добијат на поголема вредност со текот на годините, така да, би рекол дека се работи за инвестиција. Јас би рекол дека тоа се должи најмногу на историското наследство во индустријата со часовничарството. Од многу одамна знаеме за швајцарците дека се бават со оваа индустрија, а поготово од индустриализацијата во 18-тиот век се фокусираат премногу на часовниците и знаеме за брендови што имаат вековно наследство. Би рекол дека од круцијално значење за трајноста на часовникот е истиот редовно да се сервисира, заради тоа што сепак се работи за механика во која има масла кои со текот на времето може да се исушат, материјали кои се абат со времето на користење. Така да редовното сервисирање на вистински места, односно властени сервисни центри, би било многу битно за часовникот да биде во добра состојба. Не би можел да генерализирам, меѓутоа би рекол дека да, постојат луѓе кои навистина пред да инвестираат за часовник, точно знаат за што ќе инвестираат нивните средства и точно знаат каков часовник да изберат и со изглед, и со механизам и слично. Трендот секогаш ќе го држат механичките часовници, заради тоа што со нив вносат една приказна и секогаш ќе бидат дел од современиот свет. Кога еден маж работи на себе и внимава на своите квалитети, резултатите се очигледни. Се наоѓаме во просториите на Игор Стефановски Идже. Добар ден, како сте? Добар ден, добро ве најдов. Чест и задоволство е што сте мои гости денеска, да подискутираме за мојата кариера, мојот живот и се тоа што не обкружува во денешницата. Кога човек ќе погледне сите овие признанија, изгледа дека лесно се заработени. Ги има многу на број пехари, како што гледате и сами, но сето тоа е стекнато со труд, многу вложување во самиот себе, во мојот тим. Можам да кажам дека не можам да одвојам ни еден пехар од овие кој ми е најомилен, бидејќи секој пехар носи своја тежина, носи своја мака за тоа како е освоен и како е донесен токму да биде на овие витрини тука. На колку години за прв пат седнавте да возите автомобил? И со кого? Па би кажал дека уште многу на најмалата возраст, можеби на мои 6-7 години, се сеќава мојата мајка заедно со мојот брат не однесе на
познатото Кале тогаш каде што беа картинг стазата, првата картинг стаза во Македонија и моите парчетоци од влюбување во тој спорт на брзината се уште од тие 6-7 години и еве активно бавење со спортот до денеска. Но секако во вашата кариера има и неуспех. Како се справувате со неуспехот? Па видите вака, од победата се учи многу, но од поразот се учи највеќе. Пораз од добар конкурент, од сериозен противник е пораз од кој што може да научите многу повеќе и моето мото е секогаш и кога губам да стремам кон учење, да ги поправам сите оние мои грешки што се поврзани со сето тоа и апсолутно во наредните трки да дадам све од себе за да победам. До сега е покажано како одлична формула за постигнување на успех. Сигурно сте имали непријатни ситуации во текот на трките. Дали постои джентлменство? Па видите вака, апсолутно да, се борите со конкуренти кои што имаат различно размислување и се поставени таму со различни цели. Но сепак од моја страна секогаш во мојата кариера джентлменството во спортот било на прво ниво, на прво место, бидејќи сум подавал рака и кога сум губил, но сум подавал рака и кога победувам. Им честитам на борбата која даваат тие конкуренти, бидејќи овој спорт е еден од најжестоките спортови воопшто. Не е спорт дали ќе победите или изгубите, него е спорт да останете жив на тие надпреварувања и верувајте дека оние возачи, автомобилисти кои што се джентлмени се стварно виртуози во тој спорт. Тоа навистина е врвна одлика на еден джентлмен, кога губи и да честити. Апсолутно, како што кажав, ние сме спортисти, на тие надпревари сме дојдени секој да победи, секој сака да биде нормално прв, но само најдобрите победуваат, а тоа е пехарите позади мене го кажуваат тоа што е остварено во мојата кариера до сега. Познато е дека автомобилизмот е адреналински спорт. Како се чувствувате вие позади воланот, додека ја зголемувате брзината? Што чувствувате во тој момент? Ама искрено нака да ни одговорите. Ќе ти кажам најискрено, верувај, адреналински спорт да, меѓутоа можам да кажам и неколку пати сум кажал, мирот, мојот мир го наоѓам кога сум зад воланот. Верувајте, тоа е едно посебно место, не можам да го опишам со зборови, но кога ќе седнам во тркачкиот автомобил, кога ќе става мојата кацига и кога ќе ме врзат со појасите, со самото влегување во автомобилот, влегувам во некој друг свет, каде што си го наоѓам мојот мир и таму се чувствувам најдобро, без разлика колку е опасноста приложена во сите тие моменти, колкав е адреналинот, најспокойно и најубаво се наоѓам во тој момент. Кога сме кај почетокот на трките, многу познати спортисти имаат своји ритуали пред почетокот на некој спортски настан. Имате ли вие свој ритуал? Апсолутно, јас сум уверен многу во тие работи, исто така и побожен. Си имам собствени ритуали кои што ги практикувам да ги направам пред секое возење, без разлика дали е тренинг, трка или квалификации. Не знам, некако ме одржуваат во таа енергија да го извадам максимумот во тие моменти и се уште ги правам и ќе ги правам до крајот на мојата кариера. Би сакал да ве запрашам нешто што многумина можеби не го знаат. Од финансиска гледна точка. Колку е скап овој спорт? Автомобилизмот како спорт е релативно и дефинитивно еден од најскапите спортови во светот. Апсолутно, ова што го бавам јас е еден вид на концепцијата иста како во Формула 1 со многу помали средства, но за жал, за наши услови, енормно големи средства, каде што една сезона да поминете во овие шампионати каде што возам, се потребни околу 300 до 400.000 евра, а зависност од условите и тестовите кои што треба да се направат може да отидат и многу повеќе. Исто така во овој спорт е потребна голема концентрација. Колку е тешко да се одржи фокусот во текот на трките? Па, дефинитивно спорт, иако многумина викаат дека не е спорт каде што се трча или се прави нешто физички, ја морам да кажам дека апсолутно е спорт каде што сите сегменти од телото работат, раце, нозе, вие сте згрчени, верувајте, при тие брзини го осеќате најмалното камче на патеката која што ќе го поминете со возилото
и мислам дека е спорт каде што сите сетила работат максимално, да, бидејќи при брзина од 260-70 км на час треба да делувате во милисекунди, се борите со конкуренти, имате контакти при тие брзини, каде што, како што кажав, не е само да победите, него да останете здрав и жив на патеката. Има ситуации каде што стварно треба да и ризични и да останете при себе, но според мене е спорт кој што и tekako треба фокус, треба стабилност, треба смиреност. Многу минат моите конкуренти работат со професионални психолози кои што доаѓаат со нив заедно на сите тие трки. За жал, условите кои што ги имаме ние не може да се дозволиме нешто такво, но сепак се справуваме со нив и делуваме добро сега за сега. Пред малку споменавте некои големи брзини. Која е брзината која ја достигнавте вие? Која е најголемата брзина која сте ја возеле? Најголемата брзина е 280 км на час во Нирбургринг, таа едно од најтешките патеки, но не е поентата брзината. Во трките забрзувањето многу поефикасно, бидејќи за многу краток период вие автомобилите забрзуваат големи брзини и има ситуации каде што е доста напнато. Од сегашна гледна точка, што би избрале? Формула 1 или трки по планинските патеки? Видете вака, Формула 1 е врвот автомобилизмот, кремот, како би кажал јас, но сето тоа е многу повеќе, ајде да кажам, испревртено со маркетинг, со менаџери, со сите тие работи. Мислам дека правото тркање, онаму каде што се надпреварува во ридско-брзинските надпревари и рели надпреварувањето, таму сте сам со себе, нема калкулации. Тоа е она баш право тркање кое што остана од времето и според мене вистинските, ајде да кажам, фајтери во автомобилизмот се тие. Дефинитивно нема калкулации, многу за жал мои конкуренти и многи луѓе погинаа на тие надпревари во изминатите години, но тоа е врвот до надпреварувањето според мене. Покрај сите овие признанија во вашава канцеларија, мора да признам дека се чувствувам навистина прекрасно. И јас сум горд на вашите достигнувања. Но би сакал да дознаме што повеќе за вас на некое друго место. Апсолутно, ова што го видовте е тука дел од она што го имам освоено, но ќе отидеме да ги погледаме моето оружје за моите надпревари, моите тркачки автомобили, кај што се наоѓаат во моментов и се надевам дека ќе имаш можности да влезеш во нив да ги видиш сето тоа како функционира. Со задоволство, јас би сакал да го почувствувам тој адреналин. Апсолутно, може да одиме. Може да одиме. Интересно е дека ги знаете почти Да. Сите дел, ова се апсолутно за секое возило, да. За секое возило. Ова се водни пумпи, тука овој дел цел водни пумпи, таму се гуртни, да, различни производи се. Без организација нема ништо, апсолутно. Еве ги возилата. Имаме што кажав, патишта за вакви возила кај нас. Тука кај нас не. Нема. Мора да признам дека овдека се чувствувам како вистински возач и го чувствувам адреналинот на овие автомобили. Кој е вашиот омилен автомобил? Би кажал дека сум љубител и влюбеник во тркачките автомобили. Обичните автомобили не толку ме интересира, но сепак ги сакам. Но не би можел да одвојам автомобил до сега кој што сум го возел, бидејќи секој си има своја приказна и со секој сум освојувал низ тркачките патеки. Сега во моментот, моето оружје за надпревари е токму овој автомобил, каде што настапува минатата сезона. Се надевам дека ќе издржи да биде атрактивен и во добра форма и оваа сезона. И како што кажав, секој тркачки автомобил ме инспирира и сум љубител во секој апсолутно. И има своја душа. Така. Уште колку километри очекувате да извозите во текот на вашата кариера? Па ја би сакал додека сум жив, верувајте, во автомобилизмот е некако како и виното. Знаете, што постаро, тоа подобро. Има шампиони кои што освојуваат светски титули на 60 години и им се дивам на тие професионалци. Се надевам дека искуството кое што го имам стекнато од минатото и што го стекнувам во моментов ќе ми даде за право да можам да атакувам
на големи пласмани и во наредните години. Ќе се потрудам све што можам да направам, да и донесам на оваа држава што повеќе титули, а ако може и една светска, секако. Секако се надеваме на тоа. Во слободно време, дали обожавате да возите по скопските улици? Апсолутно, возењето ми е нешто што ме опушта, но уживам во спората воžња, во нормалната воžња. Брзината е онаму каде што треба, на тркачките патеки, таму се докажувам со брзо возење. Во нормалниот сообраќај апсолутно ги почитувам сите правила и апелирам сите да се придржуваат кон тоа, бидејќи автомобилот може да биде и превозно средство, но може да биде и оружје во нашите раце, не само за нас и за сите луѓе кои што се вклучени во сообраќај. Излеговме од вашата гаража, се почувствува вашиот адреналин, вашиот живот, но ме интересира нешто повеќе за вас. После напорните трки, како се релаксирате? Со оглед на тоа дека моите надпревари се претежно во Европа, минатата година беа во Италија, нормално е да ја и мојот тим после секој надпревар, а поготово после оние добри резултати и победи, направиме едно, ајде да кажам, мини уживање. Дружење меѓу себе. Дружење, апсолутно, да. Уживаме во пред се во виното, како една релаксирачка пијачка, која што ни дава една смиреност после сите тие напорни викенди и трки. Апсолутно, кога сум тука, се трудам заедно со мојата фамилија, мојата сопруга и моите деца да отидеме на планина, да прошетаме, да бидеме заедно, бидејќи се помалце се наоѓаме во нашата држава, кога апсолутно ми е почната сезоната и секој момент се трудам да бидам заедно со нив. Како вистински джентлмен на патеките, после трките, како се чувствувате кога ќе видите својата фамилија, своето семејство? Па тоа е нешто најдрагоцено, верувајте, јас сум посветен апсолутно на фамилијата, на семејството, бидејќи мислам од таму дека потекнува све она што го правите во животот. Семејството е одлика на вашите резултати, на вашиот успех и секогаш се трудам и настојувам да им го докажам, им го покажам тоа на моите деца, дека животот носи предизвици кои што мора да се справуваат во текот на нивното живење, но сепак фамилијата е она каде што која што е столбот на нашето постоење. Дали некој ќе ги наследи вашите стапки? Дали би препорачале некој? Видете вака, имам ќеркичка и син, Олег и Нина. Олег веќе зачекори во светот на брзината со неколку картинг трки, но верувајте дека Има ли талент како тато? Талентот, да, талентот го има, да, но јас сум моментално онаа кочница која што ја правам моментот, бидејќи сепак немаме услови во Македонија за такво нешто, а за да одиме надвор во моментов немаме, како што кажав, нити време, нити ресурси да го организираме тоа. Мојот внук исто така е надпреварувач во картинг трките и е со добри резултати. Се надевам дека некој од мојата фамилија, од нашиот круг ќе искочи да ги надмине дури и моите резултати во иднина. Да заклучиме дека најдобрата награда после секоја трка се топлите прегратки од своите блиски. Предлагам за приватниот живот на Идже да седнеме во некоја попријатна, потопла атмосфера со некој пијалак. Апсолутно се согласувам. Има што да кажем. Да, одиме. Вистинскиот джентлмен никогаш не ги обвинува другите за своите грешки. Мора да признам, добро вино. Од една атмосфера во вашата гаража каде што го чувствувавме адреналинот на вашите убавици. Се наоѓаме покрај топол камин и се надевам дека ќе дознаеме нешто повеќе за вашиот приватен живот. Се надевам и јас, имаме убава атмосфера тука во ова место. Мислам дека е одличен момент да поразговараме за мојот приватен живот и што е Идже во приватност. Што всушност за вас представуваат вистинските вредности на животот?
Вредностите на животот не би можел да ги кажам јас лично, бидејќи секој човек има различно размислување кон вредноста на животот. Но според мене, за мојот живот, во она што сум го постигнал до сега и што планирам да го постигнам во иднина, секако вредноста на животот е смиреноста во душата на секој човек. Сум поминал низ многу ситуации, тешки и лесни моменти, и убави и неубави, но верувајте дека од сето тоа, мислам дека фамилијата и оние луѓе кои што ве обкружуваат, а се малку на број, се вистинската вредност во животот. Мислам дека тоа треба да го негуваме сите и мислам дека е тоа патот кон успехот на секој човек. Споменавте дека сте се соочиле со многу предизвици во животот. Како Идже реагира после трките? Идже е вистински джентлмен и на патеките, меѓутоа и надвор од патеките. Сте поминале многу држави низ светот. Постои ли разлика во джентлменството помеѓу државите? Секако дека постои. Во мојата кариера апсолутно немам држава во која не сум поминал и не сум возел трка, поготово во Европа. Има разлика од луѓето до луѓе, верувајте, но она што ми остави најголем впечаток како едни големи джентлмени во своето како и на спортскиот план, така и во приватниот план, се луѓето од Португалија и Шпанија. Верувајте, едни луѓе кои што се релаксирани, кои што мислам дека дали е од околината не знам, но мислам дека го живеат животот на еден убав начин. Секако тука се италијаните, кои што се луѓе кои што знаат да уживаат во својот живот и би ги ставил на едно високо ниво, значи луѓето од Шпанија, Португалија и Италија како едни вистински джентлмени во начинот на живот. Ја споменавте Шпанија, Португалија, секако Италија. Исто така тие држави се познати по добро вино. Дали знаете со вашите колеги, вашите ривали да седнете да се напиете убаво вино после секоја трка, да си честитате, да кажете за некоја случка во текот на трката? Апсолутно, тоа е ритуал после скоро секоја трка, зависност од каков пласман ќе имаме, но за тоа е задолжен мојот другар Дане, кој што знае да ме направи, да ме опушти во тие моменти, бидејќи стварно се тоа напорни денови за време на тие надпревари и едноставно после секоја трка знаеме да уживаме со добро вино, добра музика, добри луѓе и едноставно да се опуштиме, а воедно и да прославиме доколку има некој добар резултат. Секако дека и виното се употребува на крајот на секоја трка, она победничко вино, шампањ. Апсолутно, шампањот е неизоставен дел во автомобилизмот, секако се тука и добрите девојки, убавите девојки кои што се дел од сето тоа шоу, но шампањот е, верувајте, кога ќе се качите на пиедесталот и кога ќе ја добиете можноста да отворите шампањ кој што е релативно еден од најдобрите во таа земја, од тој вид на шампањи, чувството е феноменално и се трудам секогаш тие шампањи да ги чувам како успомен за да ме потсетуваат на постигнатиот резултат и успех во мојата кариера. Покрај шампањот постојат спортисти кои по освојувањето на некој надпревар знаат да запалат пура. Дали Идже обожава да запали пура? Апсолутно. Сакам да уживам во се оно што е убаво, иако не сум љубител на алкохолот и на цигарите, но знам да уживам, поготово после добра трка во вино и во пура. Како што кажав, Дане е мојот пријател и другар кој што е задолжен за тие работи и стварно во тие моменти уживам во сето тоа што не обкружува и еден вид на опуштање после онаа напорна работа и трки и сето тоа што се дешава во тој период за тие викенди. Спомнавте дека часовникот е важен детел на еден джентлмен.
Што би кажале за духовноста? Доколку човек не е духовно исполнет, мислам дека не може да биде исполнет на ниедно друго поле. Било тоа на спортски план, било тоа на приватен бизнис или секаков друг план. Но тоа мора да го реши секој човек индивидуално сам за себе. Мислам дека смиреноста во собствената тело и во собствената душа е најбитен сегмент за оно што ќе го постигнете надвор. Знаете како викаат, ако не сте смирени однатре, немој да очекувате да бидете смирени пред однатре, луѓето да. или во сето она што го правите. Затоа тешко е овој период од животот, стварно, поготово оваа ситуација во ова време во кој живееме, да сте смирени во однос на сите оние препреки кои што се прават во секојдневниот живот, но се трудам колку можам секогаш да бидам смирен во својата душа, поготово кога сум на тие надпревари, бидејќи тоа ми дава некој поттик и можеби и сила за да се справам со сите оние предизвици кои што следуваат на тие надпревари, а воедно и на животот. Покрај пурите, часовникот, доброто вино, на што троши Идже најмногу? Релативно сум скромен човек, барем јас така мислам сам за себе, покрај она што го имам постигнато во мојот живот до сега, надпревари со тие брзи возила, безброј илјадници евра поминати низ мојата кариера, но апсолутно сум горд на сето тоа, на тимот кој што работи позади мене, кој што овозможува да сето тоа испадне во најдобар ред и да имам све што е потребно за да се надправам на тие надпревари. Највеќе пари, највеќе средства, можам да кажам дека трошам на она што ми исполнува. Тоа е сепак ќе кажам мојата фамилија, моите пријатели, блиски пријатели и луѓето што се околу мене. Јас сум човек кој што сакам на луѓето околу мене да им е убаво во нивниот живот и се трудам секогаш да колку можам помогнам да сите имаат еден релативно мирен живот, пред се од душевен аспект и од финансиски аспект. Би сакал да го запознаеме Идже од една друга суптилна страна, понежна страна. Ке сакате ли да ни кажете некој момент со кој сте изненадиле вашата сопруга? Има безброј ситуации и морам да кажам дека мојата сопруга е една жена, исклучителна жена, која што ја почитувам пред се како човек. Ние сме заедно, можам да кажам, од тинеџерските денови, од 16 или 17 години од средно школо. Така да, тоа е една жена која што апсолутно ме познава Се познавате како добро, дишам, во да. душа. И морам да кажам дека е еден од факторите кои што сум ова што сум денес. Ве бодри, ве бутка напред. Апсолутно, во најтешките моменти кога беше најтешко во дел од мојата кариера и на приватен и на професионален план, ми даваше поддршка и мотив да продолжам. Секако тука зборам и од финансиски аспект, верувајте, треба финансии кои што да се одвојат, кои што апсолутно мораше да се скрати од многу делови за да трпиете, да кажам, семејството, но благодарение на нејзе, на моите родители, мојот брат, сето тоа е истуркано и заслужува едно големо внимание, бидејќи пред се успеа да ми ги воспита моите деца, иако бев ја одсутен долг период и се уште сум долг период одсутен од нашата држава, кога е во прашање кариерата, успеа да ги сочува мирот и душевноста на мојата фамилија и на децата. Може би светот се движи кон материјалното, но верувајте, љубовта и вистинските вредности се уште се движечка сила.